Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде во новото денешно издание на емисијата Фактор здравје. Понеделнички почнуваме и ново издание, но и 5 нови во текот на целата оваа работна седмица со најразлични теми. Утрово зборуваме за катаракта или старечко перде или заматување на природната леќа и потребата таа да се замени со вештачка за да може да се подобри и да се врати видот. Причините, симптомите, првите предупредувачки знаци кои што ќе ве натераат да побарате преглед кај офталмолог за побрзо да го решите проблемот. Кое е најдоброто решение за катаракта? На оваа тема утрово разговараме со доктор Златко Арнаудовски, специјалист хирург офталмолог од Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Добро утро, доктор Златко, и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана, добро утро за гледачите на нашата емисија Фактор здравје. Со задоволство повторно сум гостин, пак една тема, би рекле стара, меѓутоа тема која што секогаш заслужува големо внимание со оглед на тоа што е најчистата диагноза во нашата работа, во офталмологијата, а самата операција на катаракта се смета за најчистата операција, односно хируршка интервенција во медицината воопшто. Така, ама секогаш од различен пристап ја обработуваме, секогаш има нешто ново да дополниме и нешто ново да упатиме како информација и секоја година нови пациенти. Ако сега во моментов го немаат проблемот, можеби до година ќе се појават тие први симптоми, па ќе знаат навреме да препознаат и да се јават. Бидејќи не сме многу редовни, не знам дали ќе се согласите во офталмолошки прегледи кои би требало еднаш барем годишно да се прават, па и заради друга патологија така да се открие присуството на катаракта. Секако добро е прегледите кај офталмолог да ги правиме барем еднаш годишно после возраст од 55-60 години. Оние први симптоми кои не тера да додиме на офталмолог се јавуваат негде после 40-та. 45-та година, кога почнува да ни требаат наочари за далеко или типично пациентите викаат кратки ми се рацете, почнуваат да го оддалечуваат текстот, окото ја губи својата моќ на акомодација или способност да гледа блиско, па тоа се оние први симптоми кои доаѓаат на очен лекар и припишуваме оние почетни наочари за читање. А меѓутоа понатаму веќе е добро еднаш годишно, а и во склоп на оние систематски редовни прегледи што ги имаме да се прегледаат очите, затоа што очите се еден многу од диагностички аспект еден многу интересен орган. Окото е орган каде што е единствено место каде што во живо можеме да ги видиме крвните садови и нервот. Прегледот на очното дно не дава внатрешноста на окото каде што ги гледаме крвните садови на ретината и нервот, а тие крвни садови се фактички идентични крвни садови како крвните садови на мозокот и ни даваат еден увид во состојбата на крвните садови. Првите знаци на хипертензија, склероза и така натаму и други заболувања можеме да ги забележиме. И од таа причина е добро редовно да си го прегледуваме видот. А кога веќе ќе препорачате да се носат очила за читање, така, најчесто како прв проблем се јавува тој, многумина го одложуваат периодот, па дури и кажуваат, да ми рекоа треба да носам, ама се уште не сум почнал или не сум почнала да носам. Нема потреба. Го оптеретуваат окото на тој начин, така, доколку не ги користат. Некои заблуди и митови во однос на тоа носење на наочари. Сметаат дека постои една заблуда дека кај пациентите сметаат дека ако почнат порано да ги носат наочарите, дека диоптерот побрзо ќе им расте, што воопшто не е точно. Напротив, тоа е период кога се мачат, се замарат. Тие наочари се фактички да ни помогнат да го едноставно да го релаксираат окото и да му возможно добро да се гледа на блиско. Ниту пак ќе им го подобрат диоптерот, така тие се само како помош да можете поубаво да гледате. Диоптерот си расте со годините, со одредена динамика, затоа што се губи таа еластичност на структурите на окото, а посебно денес со оваа технологија што се користи со работа на компјутери, користење на мобилни таблети и така натаму, се повеќе тој процес се забрзува и се потенцира. Така, ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавете се, побарите совети и препорака од доктор Златко.
Со доктор Златко Арнадовски, специјалист хирург офталмолог од Систина офталмологија и Промедика офталмологија, зборуваме за катаракта или старечко перде. Од овој термин нема да можеме да се ослободиме, некако сме се навикнале, иако не е резервирана само за повозрастната популација катарактата. Да. Што представува, доктор Златко? Катарактата едноставно представува старење на природната леќа, која што се наоѓа внатре во окото и која што има за задача да ја фокусира светлината, да ја усмери кон ретината. Има свој диоптер, од околу да речеме 20 на диоптри апроксимативно. Со годините таа леќа која што има многу интересна структура и состав биохемиски почнува да ги губи нејзините својства и почнува полека да се заматува. Тоа е процес сушност на старење и се смета дека над 70-75 година од животот веќе околу 80% од здрава популација, викаме ние, веќе имаат одредено заматување на леќата. Сега прашањето било зарем сите 80% од тие пациенти ќе треба да се оперираат. Веројатно не, меѓутоа, за жал таа катаракта почнува да представува пречка во секојдневното функционирањето, во правењето на одвивањето на оние секојдневни активности, така што оние катаракти кои што веќе пречат, тоа се обично оние катаракти во централната зона или оптичката зона на окото, едноставно почнува видот да се намалува, да слабее, да стане заматен, да се губат нијансите, контрастот, до во екстремни случаи каде што ќе дојде катарактата до комплетно созревање и заматување, да пациентот да вистина не гледа ништо. Односно, некој движење на рака или има некој осет на светлост, меѓутоа веќе тоа е одредена форма на слепило. Која што секако не треба да си дозволиме да дојдеме до таа фаза. Тоа значи дека треба да помине многу време, така да не ја диагностицирате, да не ја откриете, едноставно да живеете, така? Животот со такво заматување на леќата е многу тежок и ризичен не само во поглед. Вакви се поретко гледате? Да, за среќа, се поретко гледаме и мислам дека тоа е токму благодарение и на овие емисии кои што веќе повеќе од долги години, 15-20 години ги имаме, пациентите веќе ги примаат информациите, се разбира, интернетот, достапноста на знаењето секако возможува да ги добијат оние податици кои што се потребни и веќе за среќа немаме толку тешки, да речем, ние викаме цврсти пердиња, кои што се навистина и за самата операција, и за самиот хирург напорни и тешки, знаат да бидат некојаш следени со компликации. Така, кои причини доведуваат до катаракта? И врз основа на тоа веројатно и поделбата така на различни видови катаракти. Ги делиме вообичаено според возраста кога се јавуваат, како вродени, младежки катаракти, пресенилни или сенилни катаракти, зависно од возраста. Причината кај катарактите не ја знаеме, точно се смета за еден процес на старење. Во одредени случаи ја знаеме кај заболувања како што е дијабетот, таа викаме и дијабетична катаракта, кај одредени генетски пореметувања, ензиматски пореметувања аномалии, постои причина зашто се јавува леќата, заради обично некој дефект во метаболизмот на тие на структурите кои што ја сочинуваат леќата. Постојат катаракти каде што ја знаеме причината, ги викаме катаракти травматски или катаракти кои што настануваат заради повреда. Секогаш кога ќе се повреди некој од структурите на леќата, било при тап удар, при оштар удар или при посекотина на окото или перфорација, кога доаѓа до оштетување на природната капсула на леќата се заматува и таа катаракта нарекуваме травматска, среќа ретки се тие катаракти. Често пати има катаракти кои што се поврзани со одредени заболувања и со користење на лекови. Најчеста катаракта која што и самата по својата морфологија е препознатлива, ние ја викаме како задна субкапсуларна катаракта, е катаракта која што се јавува кај пациенти кои користат хронично кортикостероидна терапија. Се разбира заради некоја друга болест
и кај тие пациенти секогаш посебно внимание обраќаме, тоа се пациенти кои обично имаат некое потешко ревматско заболување и употребата на тие кортикостероиди, вклучително и капки. Капките кортикостероидни по друга страна можат и да го покрачат очниот притисок. Секогаш потенцираме и во овие наши емисии, нашите предавања и на пациентите и му кажуваме дека користењето на кортикостероидната терапија не смее да биде неконтролирано, значи исклучиво под контрола на лекар, заради тоа што имаат несакани ефекти, меѓу кои што едниот е и таа катаракта и глаукомата, односно да го поистоветиме, не е исто. А и би значило дека и почесто треба на одреден временски период да го проверуваат видот? Зависно од протоколот на нивното лекување, во тие протоколи постои на колку време треба да дојдат и да си го проверат видот. Така. Први знаци предупредувачки симптоми. Па дури и во раната фаза, нели, што можеме да почувствуваме за во моментот нешто да не натера да направиме очен преглед, па можеби тогаш и нели ќе се дијагностицира. Првите почетни симптоми се почна лесно заматување, лесна една сиво-жолтеникава заматеност да се јавува на окото, самиот збор катаракта значи грчки водопад. Значи тоа е како да гледате низ водопад, вода како што тече, па ви ја разлева малку сликата, интересно е името. Најчесто пациентите дома кога гледаат телевизија знаат некојаш да направат да осетат некаква разлика, па да направат проба да го покријат едното или другото око, па да направат разлика дека едното или другото око гледа послаби. Обично тоа ги тера да дојдат на оној прв преглед, каде што подреден протокол на тој преглед кој подразбира определување на видната штрина, мерење на очниот притисок, преглед на очното дно, ширење на зениците и тогаш самата катаракта лесно се дијагностицира. Така, лесен е начинот за да се дојде до дијагнозата дека станува збор за катаракта. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро, ве слушаме, повелете. Па би сакал да поставам едно прашање до вашиот гостин. Секако ве слушаме. Добро, еве сега. Вака, јас бев на очен лекар и ми констатира дека имам катаракта, односно перде. И едното и другото око. Прашањето ми е дали би требало истовремено да се оперираат и двете, или прво едното па после другото. И не знам каква е, не сум запознан каква е операција, што е, како се тоа прави операција на катаракта на очите. Така, да, ви благодариме за јавувањето, веднаш ќе слушнете и совет и препорака и да, убаво е прашањето. И секогаш ви велиме, дали едното, дали двете во исто време или како треба ли да помине период меѓу двете операции? Ќе го нарачавме прашањето, ма навистина дојде како нарачано. Да почнам со операцијата. Да се надоврзем. Единствениот начин на решавање на катарактата е операцијата, така? Не постојат капки, не постојат масти, не постојат лекови, витамини и така натаму, кои што ќе го одложат заматувањето на леќата. Значи, катарактата се лекува исклучиво хируршки и им препорачува на пациентите кои што имаат катаракта да се оперираат што порано. Зашто? Операцијата е исклучително безбедна, брза интервенција и безболна, ја работиме со локална анестезија. Локална анестезија значи дека користиме само капки. Саме капки во окото се анестезира, односно се обезболува. Операцијата трае 10 минути, пациентот не лежи во болница, после операцијата си оди дома, окото дури и не го врзуваме после операција, толку е таа операција безбедна. Се разбира, правиме контрола утредента и така натаму, видот многу брзо се оправува. За ден, 2-3 веќе ја добиваме онаа слика што сме ја имале, викаат во тие клинички студии кои сме имале околу 25 години. И на вистина пациентите кои обично викаат, јас гледам добро, другото око ми е добро, а едното сега да го оперираме, да. Кога го оперираме едното око, они добиваат, пациентите тогаш фактички ја гледаат разликата кон другото око колку послабо гледаат. Затоа што мозокот едноставно за да се адаптира, се навикнува на таа ситуација.
И за второто око пациентите веќе инсистираат, сега вие Што побрзо да најдат термин. Треба ли време да помине одредено, бидејќи некогаш и на двете очи може во исто време да се прави операцијата? Веќе во последните години многу често ја правиме операцијата на двете очи. Најголемата бариера за таа операција е психолошката бариера кај пациентите, што е нормална. Заради тоа што постои одреден страв, едното ќе го оперирам, па што и да се случи, така барем другото е тука. Ако се случи нешто друго, го имам другото око. Да. Се разбира многу тоа оправдано, меѓутоа, оваа хирургија е исклучително безбедна и се работи во многу строго контролирани стерилни услови, така што немаме такви компликации или такви случаи, а е многу практично од друга страна да се направат двете очи одеднаш. Посебно кај пациенти кои што се, да речам, здрави, кои што немаат друга некоја патологија, некои коморбидитети кои што би ни биле ризични во тек на операцијата. Аха, ама не пречка за да се направи, така? Не пречка Ако треба да се прави катаракта, има ли некои причини кои не би дозволиле? Или не се случува досега такво нешто? Исклучително ретко, ако од некаква системска состојба, оневозможува, меѓутоа пак е, напоменам, операцијата се прави со локална анестезија, значи е исклучително безбедно. Не го успиваме пациентот, немаме ризик после од будење, од период на интензивна нега или така, нема ништо. Пациентот го оперираме и оди дома. Така што, да му одговорам на пациентот, се почесто ја правиме операцијата на двете очи одеднаш и го препорачуваме тоа од многу аспекти. Едноставно е многу практично, затоа што со една операција завршуваме две очи. Пациентот траумата одложена за операција на второто око и психолошкиото нека одредена тензија што ќе му постои, ја скратуваме на една интервенција. После операцијата, на што е функционално најбитно, мозокот добива идентична информација од двете очи. Мозокот гледа, значи во центарот на вид се формира сликата. Едно око оперирано, друго око заматено на леќа, не е баш добра информација. Кога двете очи се оперирани во исто време, информацијата, односно сликата што добива мозокот е идентична, чиста, јасна, контрастна, ги склопува едноставно тие две слики и ја добиваме онаа природна состојба на бинокуларен вид, викаме. Значи, мозокот гледа и убавата слика кога гледа со двете очи. А кога двете очи ќе оперираме одеднаш, добива идентична слика и е многу убаво за пациентот, многу функционално. Постои и ние го викаме малце вау. Аха, така, или да не се чека премногу време од операција на едното, како што го надминавме она дека треба да созрее катарактата, веќе не треба така, нели? Не треба, точно. Така е надминато и она дека не треба да поминува долг период од операцијата на едното око, па и на другото, бидејќи порано веројатно малку повеќе и оставале простор да помине. Се оставаше простор, оваа хирургија се развива многу брзо, имаме услови да ги следиме во нашава болница, да ги следиме тие модерни трендови на хирургијата, така што ова, што го кажувам како можност за операција на двете очи одеднаш, веќе е влезено и во оние наши водичи, гайдлайнси ги викаме на лекување на катарактата, веќе еве сега беше тоа актуелно на последниот конгрес на Сдруженијето на офталмолози на Европа за катарактна и рефрактивна хирургија, бевме присутни таму во Копенхаген минатиот месец. И ова беше една од темите. Што се прави надворот во светот, односно така го применуваме и овде кај нас во Македонија. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало. Ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање. Мене ми открија на десното око дупка во око. Па ме интересира како е таа дупка, пошто ја како човек можам да го видам, телото му го гледам, а ликот ми е скроз заматен. Наводно била дупка, ја не знам каква е таа и дали постои операција и дали успех од таа операција ќе има. А што ви е препорачано откако веќе ви го соопштија тоа како една диагноза? Ништо наводно немало нешто дека е подобрување од таа дупка, не ќе се нашол доктор за таква операција. Таков изговорот јас додобивам се.
Не знам дали може тоа да се реши, не знаеме дали ова може да биде. Се таа е. На неколку пати имам одено, се тоа се зборува. Дали има успех во операција, дали постои операција за таа дупка и каква е таа дупка ме интересира. Од што доаѓа, например? Да, ви благодариме за јавувањето. Вака кога нема да се направи преглед, веројатно од само неколку информации. Ова што кажува пациентката, ние го викаме макуларна дупка или дупка во точката на јасивит. Тоа е најверојатно, не постои друга таква терминологија. И тоа е да состојбено заболување каде што со годините поради одредени старечки дегенеративни промени или поради постоење на одредени мембрани внатре во окото, точката на јасен вид каде што се формира онаа убава слика која што ни е потребна за читање, за разликување на бои и тоа е едној најубавиот вид. Во таа точка настануваат промени, односно одредени истенчувања. Тие истенчувања во еден момент доведуваат до тоа да се раскинат структурите на таа макула или точка на јасен вид и буквално тоа изгледа кога гледаме на оние наши снимки, ги викаме оптичка кохерентна томографија, структурите се изгубени и буквално како да постои тука една дупка. Кои се симптомите? Симптомите се што централниот вид, оној убав вид што го кажувам, е страшно намален, заматен. Пациентот ја гледа секогаш периферијата, околината јасно, меѓутоа оној централен вид и викаме на пациентите, ај се ги спружите раката према нас вака и гледајте. Така гледаат тие пациенти. Значи, го гледаат лицето, меѓутоа не ги разликуваат очите, носот. Точно како што пишува пациентката. Периферијата на сликата ја гледаат јасно. За жал, тоа е доста сериозен хендикеп. Самата макуларна дупка се оперира. Значи, имаме хирургија, има решение, хирургијата на оваа макуларна дупка ја работиме, нека се јават во Систина, офталмологија и промедика, ќе ги добијат информациите и ќе ги упатиме кај докторите кои што ја работат. Бидејќи многу обесхрабрувачки звучи кога ќе ви речат го имате проблемот, ама тешко дека ќе се најде некој што би го решил. Се решава таа, ја работиме таа хирургија. Еве, повторно. Совет и апел до гледачката да се јави, да искомуницира, да исконтактира, ќе се направи и преглед и да се најде решението, така за да го надмине овој проблем. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме по рекламите, а веќе имаме и двајца гледачи кои што чекаат на линија да ги постават своите прашања. Добро утро, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Сакам да го прашам почитуваниот лекар, посебно и во нашето семејство. Ако, например, се случаи, ако се вади таа природната леќа и стават рецепта, може ли организмот да не ја прифати? Дали такво нешто се случува? Јас инаку, мене пред короната ми рекол дека имам катаракта на двете очи, ама јас фати короната и толку, јас више никаде не отидам. Сега моментално, јас, например, читам на телевизија, пишувам, читам, она што го имам пред мене. Едино што приметив, сега некој подалеку викот малку не можам да му го да речеме познам, или месечината кога е округла, гледам фистони на неа, околу фистони. Тоа го приметив да ви кажам. Па сега се гледам, дали сум јас стварно проблем и дали навистина се плача. Сакам она стара метода, не знам, јас може глупо поставам прашање, стара метода кога нели се вадеше леќата, се чистеше ножичката и се враќа природната, ме разбирате? Ама сега вело тоа не се прави, не се практикува. Дали е тоа вистина? Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, интересно е она што ќе го слушнеме и ќе го дадете како препорака, доктор Златко. Па, потешко ќе ја исчистиме месечината, ја мислам полесно предето, катарактата ќе ја исчистиме. Така што пациентка многу интересно го опиша сето тоа. И споредбата која што ја направи, а и пред ковидот, така доста време поминало, а веќе било диагностицирано. Веројатно ќе треба да ја направи операција. Ќе треба да се реши да ја направи операцијата. Уште еднаш сакам да напоменам.
леќата не се заматува преку ноќ, подеднаш драматично нешто да ви се случи. Други болести се тие, обично се васкуларни кризи на окото. Со оглед да се заматува полека леќата и низ години, мозокот се навикнува и пациентите сметаат, гледам добро, малце лицето ми е матно, малку месечината ми е нејасна, има хало и така натаму, ама ќе влечкаме операцијата. Има еден аспект кој што го забораваат пациентите, секојаш им го укажуваме. Пациентите се небезбедни, не заради видот и заради тоа што нема добро да ја види месечината, туку губат чувство на длабинска оштрина и тие пациенти се небезбедни при движењето, може да се сопнат на ивицата од тротоарот, може да се сопнат по скали и одолговлечувањето на операција на катаракта да го платат многу поскапо со фрактури, скршеници, кои што бараат лекување 3 месеци, 6 месеци, физикални терапии, бањи и да не зборуваме така натаму и така натаму. Каде што секој се ангажираат уште 1 или 20 членови од семејството, значи од аспект на безбедност, не само од аспект на таа видна функција дали ќе читаме добро и ќе ни биде јасна сликата, пациентите треба да се решат со време за операција, за да не им се случи некаква друга повред, најчесто се повреди, односно фрактури. И затоа и препорачувам на пациентката да се реши за операција. Сега, замена на заматената природна со вештачка, тоа е тоа што веројатно ни поставува едно прашање плюс, нели, на сите како пациенти. Операцијата е најлогична и најприродна операција во медицината. Зошто? Природната леќа, за да биде прозирна, таа нема крвни садови. Ако има крвни садови, ќе биде заматена. Таа нема крвни садови, леќата ја чистиме и на нејзино место вградуваме леќа која што претходно сме ја измерили и ќе го објасниме тоа понатаму. Леќата ставаме на истото место од природната леќа, таму не постојат крвни садови. Ако не постојат крвни садови, не постои имун одговор. И тоа е да ја одговора на пациентката. Леќата не се прифаќа како туѓо тело и нема случај на отфрлање на леќата. Зошто? Затоа што таа седи во една нема имуна зона каде што седи и нашата природна леќа. И затоа ја оперираме катарактата со вградување на леќа. Порано не опериравме, не ја вадевме леќата да исчистиме па да вратиме, не. Ја вадевме леќата и пошто не постоја овие леќи, туку дававме после тоа припишувавме ночери, едни дебели викаме како тегли, тоа се ночери плюс 10, кои што се доста непријатни за носење, за да го вратиме видот. Денешната операција е многу поедноставена и побезбедна и побрза и ефикасна. Значи операцијата, заматената леќа ја чистиме, вградуваме друга вештачка леќа. Тие вештачки леќи, денешните можности на вградување на леќи се фантастични. Леќите кои што ги вградуваме може да бидат монофокални, викаме мултифокални, вторични, односно цилиндрични или сето тоа заедно. И која е разликата меѓу нив, од што зависи изборот на леќа? А само да кажам дека можеби се надевам ќе ја охрабриме гледачката после ова како убаво објаснивте, што побрзо да си го реши проблемот. Секако да охрабрам пациентката што порано да дојде, имаме можност пациентите после операција да не носат наочери, односно со тие мултифокални леќи или леќи имаме со продолжен фокус на длабочина, да гледаат одлично надалеку, да гледаат одлично на некој средно растојание, тоа е компјутер, лаптоп и така натаму, и да може да си читаат, да го користат мобилниот и да не носат наочари. Така да. Може ли само, извинете, ве прекинувам, да го слушнеме и следниот гледач, па ќе се надоврземе на она околу леките, нели, изборот и индивидуалниот пристап кон секој пациент. Добро утро, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Добар ден. Операција имам правена во Промедика пред 5 месеци. Двете очи ги оперирав. Едното мораше, а другото почеток, али предлог на докторот двете да ги оперирам во години, иначе сум доста. И во едното око, што требаше веднага да се оперирам, ми е бистра розница, а во другото вика набори, розница со набори. Белката ми е така покрвава и докторот ми предложи гел и они редовни капки што се за очите. Се уште имам тоа
црвенило на белка на самото око, на рожницата. Така, доволно е ова, доктор Златко, Доволно што го е, слушнавме. доволно е. Да, ви благодариме за јавувањето. Пред да се направи операцијата на катаракта, имаме еден протокол на преглед за да знаеме дали да знаеме што ќе добиеме со операцијата. Затоа што неретко постојат напред катарактата, леќата, али зад леќата постои нервот, ретината, крвните садови. И тој преглед подразбира да видиме дали се сите тие структури здрави. Во предниот дел на окото е роговицата. Исто така и роговицата треба да биде здрава, односно тоа е пациентката што се жали што имала некои набори и некое заматување. Пред операцијата секогаш ја гледаме каква е роговицата, дали е солзниот филм, викаме ние нормален, дали е роговицата влажна убаво и каква е состојбата на задната страна на роговицата. Постои еден слој на клетки, ги викаме ендотелни клетки, преку кои што се одвива нормалната прехрана на роговицата. Доколку тие ендотелни клетки се со намален број или со одредени деформации кои доаѓаат со годините на старењето, тогаш и оправувањето од операцијата за жал знае да биде нешто подолго. И предпоставувам дека тоа она што се случило кај пациентката. Ги користиме тие најразлични гелови, она пациентката спомна некои од тие гелови што се користат вештачки слози и така натаму. Тоа е период на за жал на продолжено лекување, меѓутоа се повлекуваат тие симптоми. Така, да. Брзо ни помина емисијата, при крај сме, ама не сакам да го пропуштам следново прашање. Не е резервирана катарактата само за возрастната популација, се почесто и кај средната возраст, но ја има и во детската. Таа е вродената која што ја споменавте на почетокот. Колкав е предизвикот да се оперира детска катаракта? Единствен сте во земјава кој што оперира катаракта кај деца. Што значи тоа? Да, тоа е една многу тешка патологија која што почнав да работам пред 30 на години и ден денес ја работам. Тоа се вродените катаракти или детски катаракти кои што се јавуваат веднаш кај новороденчињата после раѓањето или се развиваат релативно брзо во текот на таа прва година од нивниот раст и развој и представуваат еден сериозен хендикеп за развој на нормалниот вид. Тоа се катаракти најчесто предизвикани од одредени генетски заболувања или постоење на генетски и ензиматски аномалии. Се ува често кај мајки кои што во текот на бременоста прилежале одредени вирусни заболувања, најчесто е тука рубеолата, особено во првите 3 месеци од бременоста. Тој период го викаме органогенеза, кога се формуваат органите и тие деца за жал се раѓаат со одредено заматување на леќата или катаракта, која што релативно лесно се открива. Прво, знае да биде во многу рана возраст да се појави и детето едноставно да заостанува во оној нормален негов развој. Многу често после првите месеци и така натаму, родителите сами тоа може да го видат, да го установат, меѓутоа и често пати им доаѓаат родители кои ги фотографираат своите деца, гледаат дека не постои оној идентичен, ние го викаме црвен рефлекс на возеницата. Светлината влегува низ окото, структурите доколку се провидни, леќата е чиста, влегуваат до мрежницата, таа е розоцрвена, светлината се враќа назад, се одбива и оној, сите сме го видели тој црвен рефлекс на зениците. Ке тие деца тој рефлекс изостанува, е ослабен или не постои доколку е таа катаракта на едното или на двете очи. Проблемот се решава само да биде навремен или детектиран? Проблемот се решава хируршки. Постојат одредени параметри зависно од тоа дали е зафатено едното или се зафатени двете очи. Постојат доста дилеми кога да се направи таа хирургија, затоа што знае да биде следена со колку е по-мало детето, односно бебето, толку е поголем и ризикот од одредени постоперативни компликации од една страна, а од друга страна застанувањето, губењето на време оневозможува нормално развивање на видот, така да
Тоа се прави добра работи проценка, кога така? треба да се направи убава процена кога да се направи операцијата и се оперираат тие пациенти. Добро е да се оперираат што порано заради тоа што видот или тој стереоскопски вид се развива некаде до 6-7 година од животот на детето и е добро во тој период да се направи операцијата. Се разбира што порано, јас сум оперирал и неколку месечни бебења, за да му овозможиме на мозокот да прими идентична информација или слика од и двете видот да е очи добар понатаму и да како расте почне детето. убаво, нормално да се развива видот и детето се разбира да си има нормален раст и развој. Так. Секогаш ни фали време Да. за да ја довршиме емисијата, ама затоа пак имаме можности и следна да направиме. Ви благодарам за гостувањето. Ми беше задоволство, Билјана, поздрав до нашите гледачи. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.